Mirno, prijatno popladne v ovoj petočen den, posleden od работните денови, работната недела и вистинско време за убави разговори во емисијата Очи в очи. Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте. Имаме интересна тема, верувам дека ќе бидат и интересни разговорите. Најавуваната метла треба да опфати многумина од владата, подпредседатели на партии, да речеме министри, пратеници, градоначалници, директори, други функционери. Во тоа смисла и градоначалникот на Скопје и подпредседател на СДСМ Петре Шилегов околу најавените смени во владата изјави дека во периодот што следува по инаугурацијата на новоизбраниот председател Стебо Пендаровски и формално кога ќе се завршат со други зборови изборите, ќе се направат и сите потребни анализи и конечно ќе се донесат сите соодветни политички одлуки. Но дали тоа токму така и ќе биде, особено кога станува збор за ДУИ, еве тоа е и денешната тема, колку мислите дека метлата на Заев ќе одлучи за министрите на Ахмети, и ова во толку повеќе што токму по најавите за реконструкцијата на министрите, но и јавно незадоволство од одредени кадри во македонската влада, еден по еден почнаа да се јавуваат одредени министри. Ете така да речеме, кога станува збор за ДУИ, всушности пред 2-3 дена разговаравме баш и ја коментиравме изјавата на организацијскиот секретар на ДУИ Артан Груби, кој уште тогаш најави всушност дека метли и чистки не е терминологија на лидерот Ахмети, дека тие ќе направат како партија анализа, но дека во смисла каде можат да бидат поефективни, но дека сепак станува збор за нивни колеги, соработници и така натаму. Денеска пак еве се огласија и некои министри од ДУИ, да речеме, еве, министерот Садула Дураку изјави дека како ДУИ, тие се коалицијски партнер со СДСМ, но дека не се под заеднички чадор, дека имаат свое раководство и лидер на партијата Али Ахмети. ДУИ никогаш не дозволил некој да се меша во внатрешните работи на ДУИ, а и ние не сме се мешале во внатрешните работи на другите партии. Во таа смисла, еве, се огласи Садула Дураку. Крешник Бектеши, пак министерот, тој вели дека всушност дека тој е исто така дел од ДУИ како сериозна политичка партија, меѓутоа ако ДУИ одлучи дека треба да одам на друго место, тоа ќе го направам за добро на партијата. Меѓутоа, за мене, вели тој, не е важно дали ќе бидам сменет или не, туку реализирање на програмата на ДУИ, која е инкорпорирана во владината програма. Ете како пример, има секако и други реакции и коментари, но се чини генерално дека ставот е тој, дека ајве и на некој начин официјално преку кадрите на ДУИ во владата, кои велат дека само Али Ахмети се чини може да одлучи за нивната судбина. И во таа смисла се најавува и средба Заев Ахмети за некои десетина дена, откако премиерот ќе се јави ќе се врати од кусиот одмор од некои 4 дена кои го зема, што укажува на сето тоа дека, мислам на оваа средба, не на одморот, најавената средба Заев Ахмети, дека сепак најавената чистка на оние непродуктивни кадри кои како такви ќе бидат лоцирани, дека нема да оди ниту брзо, ниту лесно. Но еве што мислите вие, вклучително еве тука и оние кои го подржуваат или имаат искуство за ДУИ, независно, етнички и така натаму, кое е вашето мислење, но и впрочем сите граѓани со оглед на тоа што станува збор и за министри како од СДСМ, така и од коалициониот партнер ДУИ, кои се во ресори сфери кои се однесуваат на сите граѓани, не се министри на некој ресор кој се однесува со етнички прашања или религиозни, односно една религија. Ете, телефоните се веќе отворени, ги гледате на вашите екрани,
6091924, 6091925. Повелете, добар ден за првиот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете. Видите, сакам да кажам две-три работи што се однесува до метлата на Заев, дали ќе одлучи министрите на Ахмети. Вака да ви кажам. Ахмети од 2001 кога направи што направи, иако по мене длабоко сум убеден дека албанците не требаше воопшто да пратат, но направива некој рад и добија тоа што добија, иначе они на некој начин ја имаат таа ситуација во Македонија и министри и амбасадори беа, немаше потреба, но тоа го направива. Од тогаш Ахмети со ВМРО и СДС, они прат баш како што кажуваат дека Ахмети за ним одлучува. Во една држава која сакаме да биде правна и коректна, вака не се одлучува. Значи во оваа ситуација која збојам дека Ахмети, Гани Груби, Османи кажуваат некои смешни работи, тој Џафери. Тоа се луѓе кои во крајна линија треба да имаат срам да се појават на телевизија, не да ни кажуваат како треба ние да работиме. Зборам за сите, не зборам за македонци, зборам за сите. Так. Начинот на кој се однесуват е крајно некоректен од мене. На истиот начин се однесува и ВМРО која сака околу сојузното јавно обвинителство да сето тоа се поништи, да се одмрзнат сите ситуации за никој да не иде у затвор. Значи каже и СДС исто бандити, апсолутно. Значи сакам да кажам, со овој македонски народ, кога зборам македонски народ, зборам за албанци, македонци, нели, Срби, да не дискутирам, играат, метлат со нас. Тоа е страшна работа. Ја како човек има многу малци луѓе околу мене кои истото го мислат, другите горе-доле го мислат истото што јас го кажам, меѓутоа се уплашени, се збунети и не знаат кај да идат. И тука ќе завршам, бидејќи уште малци имам при крај. Ова што господинот Заев и Пендаровски добија, јас гласам за Пендаровски, добива токму ради тоа што господинот Заев ништо не направи со извршителите, не здроби цел македонски народ, а тоа го донеси од ВМРО министерот за правда, токму ради тоа СДС иде надоле и надоле. Фала ви, многу пријатно. Ви благодарам и вам за јавувањето, затоа и спомнав, еве, повелете, јавете се сите токму затоа што граѓаните се тие, конечно, кои го дале својот глас и имаат право да дадат коментар најмалку, секако и пофалба и критика и во таа смисла и да зборуваат колку нивниот избор, особено ете тие кои гласале за некој кој еве да речеме од кого не се задоволни, колку значи во таа смисла нивниот избор ги оправдал очекувањата. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Повелете во програмата. Уште од времето кога беше ВМРО на власт, фактички постоеше дуализам. Што значи? Во една влада двајца има премиери. Значи, еден премиер генерално, официјално, еден неофицијално. Значи, сите што се министри од албанскиот блок, се мисли на Дуи, одговараат пред Ахмети. Не одговараат на премиерот што е премиер на државата. Значи, ова двојство е од 2002. Значи, Македонија е поделена од 2002 навака, од кога се направи коалиција со СДС. Значи, ние не можеме да идеме напред, а од една страна иде само напред правата на албанците, што ги остварува сите права. Ахмети, ако не го оствари правото што му е зацртано за албанската етничка заедница, тој е против. Не води сметка за сите понатамошни развои на сите други етнички заедници што се во Македонија. Тоа се потврди и сега. Господинот Заев може да каже што како едно општество за сите. Не. Овдека има привилеговани етничка заедница, тоа е албанската заедница. Македонската и другите заедници се подчинети. Тоа да е јасно. Значи, македонците сега во голем број не излегува на гласање, бойкотира. Тоа е против ВМРО и против СДС, веќе не се единствени. Да се единствени, имаше едно општество за сите. Но на овој начин ние ја уништивме државата, а нема бидеме напред. Со сила убавена не бидјава. Ова се покажува сила од учека уште од 2002, па сега ќе покажуваме силе. А ние сме, ако не сме ние, нема ништо да се постигне во Македонија. Тоа не доведува до на нашата држава во Европската Унија. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, иако еве, јас не гледам каде тука албанците генерално, да речеме, не станале тие во одбрана или против реконструкција и така натаму. Тука, со други зборови, не гледам директно некоја конфликтност
конкретна кога се однесува на албанските граѓани по однос на метлата. Тука имаме ситуација во која министри од одредена партија се повикуваат на председателот на таа партија дека тој може да одлучи. Поентата е да, гласовите тие ги добиле, дали од албански, дали од македонски граѓани, не е битно, од граѓаните, но сега граѓаните не се прашуваат. Во таа смисла и веламе, ајде да разговараме ние, нека се јави и дали албанец и слично, кој е неговиот став. Тука имаме во ситуација која дошле донесени се на власт преку граѓаните, но еве сега за евентуални промени тие се повикуваат само на председателот на партијата. Но и генерално, еве, што мислите за метлата? Значи, ова не се однесува на ДУИ конкретно. Генерално метлата како ќе функционира, имајќи предвид дека таа беше, односно нејзиното реализирање беше најавено пред изборите и тоа беше образложено од премиерот Заев да ги завршиме изборите, за потоа да се посветиме на ова. Пораката е примена. Нели така беше? Еве, изборите поминаа, нека помине, како што вели градоначалникот Шилегов, инаугурацијата, ако биде се во ред во недела, 12 мај. И што можеме да очекуваме тогаш од оваа метла? Генерално, кога сега се јавуваат вакви одстапувања од ДУИ? Тоа е конечно поентата и темата. Дали ќе може метлата ефикасно да биде кога еве уште пред да почне било што има одредени неправилности, реакции кои навестуваат дека можеби нема да биде се така лесно. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете. Па нема да биде така лесно. Во македонскиот блок ќе биде лесно. Ќе се направи една метла, многу лесно да се направи. И сите ќе бидат разумени, ќе и добијат. И зошто им била ставена метлата, удрена метлата. Меѓутоа, албанскиот блок е многу тежок за работа. Таму претерано се удира на националистичкото, претерано се удира на власт мора да бидат тие што 2001-2002 таму веќе донесоја некоја одлука и мислите се уште тоа е клучен аргумент во тие Да, редови? тоа е клучниот аргумент. И Али Ахмети од тие времења исто така да сето тоа е една добра клапа која што навистина како прво се го владат министерот, а тоа одговара пред партијата. Кое време сме некој да одговара пред партијата? Ова е држава, одговара пред државата, одговара пред владата. Ако влегол веќе во влада, ако не сака да влези во влада, па не мораше да влези во влада. Не мораше, можевме да имаме и влади на криза. Меѓутоа, тие влегле во криза, во влада, со цел да манипулират. Со добро. Тоа беше услов за да влезат во владата, меѓутоа, од сега натаму, од влегувањето на владата па наваму, тие се веќе влада. И тие сега одговарат пред народот, пред цел македонски народ. А не само пред некој албански електорат таму од 20 и некој посто. Значи, навистина се безобразни и треба да се земат себе си и ако сакат да би... Добро, ви благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Ја не знам кај се гледа безобразност кога сите министри се јавија дека ќе прифатат метлата што се вели или смената, да зборим. Ја не знам што е тука спорно. И Бектеши, и Адеми, Адеми, значи прифатија, тоа е договор помеѓу владата, тоа е факт. Владата која сочинува? Ја сочинува СДСМ со коалиционите партнери. Така да, и Зоран Заев кажа дека ќе се сете со Али Ахмети, ќе се договорат во интерес на државата, а не на партијата. Ја не знам зашто луѓето не ги разбират овие работи. Тоа е факт дека ќе се договорат Зоран Заев и Али Ахмети. И за министрите од СДСМ, па и за министрите на ДУИ.
тука нема само министри на ДУИ, има и на алтернатива. Значи тие се луѓе кои ќе разговарат. Значи мислите пропорционално и Па да, ќе се договараат и по реципроцитет. Тоа е почитување. Дали сме 20% или 25%, ќе покаже ова како се вика пописот во 2020 година. И да не се замараме дали сме 20, 15, 10. Важното сме граѓани на Република Северна Македонија. И дајте овие работи еднаш за секогаш. Луѓе, немојте да мислите бе македонци дека е државата Северна Република Македонија на Зоран Заев. На граѓаните на Република Македонија. И дајте еднаш за секогаш да се бориме за... Добро, ви благодарам за јавувањето. Тука зборуваме, да, Зоран Заев како премиер на државата на сите. И второ, како од таа позиција човек кој ја најави таа чистка, реконструкција, метла, еве терминологијата која ја користат дури и официјално, жаргонски. И во таа смисла, на некој начин, дали е тој, еве, и по функција декларативно, но и на вистина, оној кој треба да ги спроведе работите, одговорно лице. Дали ќе има тука договори со Ахмети, со останатите чинители и учесници во коалицијата, еве, тоа е друго прашање. Но дали е тој, велам, или и треба да биде, дали треба да биде оној кој ќе ги спроведе тие процеси, кој е на некој начин одговорно лице, како премиер на држава. И оној кој го најави тоа, впрочем, Ахмети не ни најави ништо околу тоа, ниту иницираше, а ниту било кога, ако не се лажам. Добар ден за следниот гледач. Не знам, не. Повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, Букич. Повелете во програма сте. Абе, метплата ќе остварете, ама стапот се искарки си, мајка, да стапот. Само не псуйте, ве, молам, еве. Да... Не псујење, не викам. Метплата остана, ама стапот се искарки. Стапот. Добро. Затоа викам. Добро, без тоа помеѓу, да. Знаеш ли, овај стап од рен. Стап од рен. Си чутал? Добро, а како не, најтврдо дрво, или барем од најтврдите. Да. И здраво исто, да. Стап од рен да најде. Да, здраво, цврсто, тврдо, да. Друго да се разбереме. Док постојат султани, а овие лидерите се султани, не се лидери. Што ќе рече султанот Јамин? Толку е. Имаме тројца султани. Четвртиот Ливан. Трчат тите, ама горе-доле некако се јаде. Аха. Ама тројца султани имаме. И тоа погани, тешки султани. Така да Заев не требаше метла, требаше стап од рен. Па све од нас да почне, па све надоле. Пријатно све на југо. Ви благодарам за јавувањето, имајте убав ден, добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете во програмата. Мислам терминот метла треба да го избришите од телопод, зашто делува грубо. Мислам дека треба стои промена, или измена, или проветрување на владата. Јас инако мислам. Ако е ова коалициона влада, при изборот на министри, секоја од партиите што коалицираат, имајќи го во предвид нејзиниот кадровски потенцијал, што го имаат, предлага можни кандидати. И лидерите на тие партии од коалицијата се состануваат и дискутираат дали тој одговара, дали од СДС, од ВМРО, од ДОИ не е битно. Дали како кадри одговараат да зазема некои министерски места. За тие што се договориле дека можат, се министри. А ако не ги исполнат условиите, треба да биде сменет, но пак со договор меѓу оние што ги предложили при состав на владата. Ова што го викаме сега метла, значи дека ќе има метла само на министрите од ДУИ, ќе има и од СДС. Дури Заев најави и по вертикала промени до општинските штабови на СДС. Мислам дека требаше, се спомнувам мислењето на народот ги бира, точно е. Народот својот легитимитет го пренесел на неговите пратеници и тие одлучили со
неговиот глас кој ќе биде министер, нивните гласови кој ќе биде министер. Денеска требаше, а зашто народот денес не се прашуваат за големите барања на Иванов, 100.000 плата? Зашто? За кошичарот што на општеството. Така да лидерите нема да одлучат сами кој ќе си оди од влада, кој ќе остане, него со договор меѓу себе. Кој не исполнил услов. Ви благодарам за јавувањето во врска со вашето укажување околу зборот метла во Телопот во рамки на темата. Само да подсетам и појаснам дека тоа не е наша досетка, ниту наша ексклузива, туку нешто што ние го преземавме, токму затоа е ставено во рамки на подзнаци на навод. А за подсетување, еве, дури актерот Драган Спасовски Дац му подари метла, премиерот Заев и така натаму целата приказна од таму почна и таа метла всушност е и од највисоките кругови жаргонски, како што испомнав пред малку, некако, ако сакате, оваа операција која уште не ни почнала, некако си го доби тоа име, така што, велам, ниту ние го смисливме, ниту уште помалку имаме право на него, само го пренесуваме терминот кој беше, велам, воведен од други страни, токму затоа, веламе, под знаците на наводници. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, поздрав до емисијата. Благодарам, повелете. Моето мислење, зошто метлата да оди по министрите, без разлика од која партија. Че министрите се најмалце криви затоа што немаше излезеност на изборите. Јас неколку пати имам речено. Проблемот е во локалните шерифи, локалните селско-градски шерифи, координатори на партии. Најмалите и злоупотребија најголемите. Значи најмалите локални шерифи си вработија фамилиарно самите себе и понатаму се што може. И ние граѓаните луѓето, гледајќи ги нив, што прат, сме револтирани, дали да излегуваме да гласаме или да не излегуваме. Значи лицето на Република Македонија во врска со избори, со гласање и така натаму се локалните шерифи. Шерифи и викам затоа што тие сите ние гласаме за партија, а поединци си влегуваат на работа и си го вработуваат семејството. Значи, не гледам јас причина министрите зашо да се менуваат. Што се криви министрите за оти народов и страмат помалите од нив. Тие на крај крајава ништо не знаат што се случува и не се занимаваат со такви работи. Кој се вработил по двајца од куќа, мајч и жена, во општина, во водовод, во нискоградба, кај има бе таква фамилиарна работа, ние сите тука, сите гледаме. Сите гледаме и на некој начин се иритираме. Како може така? Значи сите гласаме за поединци што го носат орото, што го водат така речено за малите ми е муавето, сите се наместиле на свој работни места. Министрите не се криви. И јас мислам дека ниеден министер нема да биде опфатен. Добро, ви благодарам за јавувањето, но мене не ми е јасно, или барем се согласувам со вас, во делот во кој министрите не се виновни, особено што рековте, за лошите изборни резултати, не се виновни за секој гласа поединец и така натаму, но зарем министрите и немаат друга улога, токму тоа тие не се за гласовите, јас мислам и дека секој ќе се согласи дека не се виновни за тоа, но дали се условно виновни, односно дали се граѓаните задоволни од резултатите, зашто тие се надлежни во областите кои ги раководат. Не е битно, економија, здравство, правда и така натаму, без оглед македонски, албански или од кој ресор од коалицијата доаѓаат. Кој гласал за кого и какви резултати се, тоа мислам дека си е нешто настрана од резултатите кои министрите треба или и дали ги постигнале во секторите кои ги водат. Тоа за локалните шерифи не го коментирам секако, да, и тоа е присутно, но е друга приказна. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете. Благодарам. Па ја ќе кажам вака, прво оваа влада, сегашна влада е составена од 31 представник на одредени политички партии. Тие меѓусебно се договарат и се договориле
значи кои нивни представници, зависно од бројноста на пратеници што имаат во владата, значи по некако се клjuč, значи се избрани тие луѓе да бидат министерски места, заменички, директорски или во некои си позначајни предпријатија кои што се значи со педигре. Значи овдека не случајно се тие избрани, тие се договарани и сега за мене ќе биде најмеродавно тие што се договарале да седнат на округла маса, да седнат. Тие и тие представници се секој за своите, да му постава прашање. Ти, значи, во твоето работење не си ја завршил работата. Сите тие самоволно да си поднесат оставки, да се повлечат од функцијата во рок од 3 или 5 дена. Воспротивно, сите тие што нема да се повлечат, значи нивните челници, тогаш тие значи да ги повлечат. Така ќе биде најбезболно, најмеродавно и ќе биде најрегуларно. Значи челниците ќе речат Јанко Станко не ја исполнува задачата, за сметка на тоа ќе го смениме, ќе го ставиме, пак тие челници од нивната партија ќе биде пак исто, но ќе биде друг. Значи, и на тој начин ни председателот на државата, ни председателот на владата, тоаш нема да биде никој виновен, ќе биде виновен само оној што сгрешил, што не работел онака како што треба. Па ако така се работи, мислам ќе биде најмеродавно, најисправно, но не сега да се прашува председателот на партијата, тој да решава. Така, ви благодарам за јавувањето, но допревте на вистина нешто сериозно и интересно, може би и суштината на проблемот. Спомнавте, да, тие се договарани. И еве го веднаш прашањето кој произлегува од тоа, токму како што е и со СЈО аналогијата, политички договор, политичките партии го создадоа, тие треба и да се договорат за судбината негова. Но настрана тоа, ако се договарани, дали тоа значи дека тогаш премиерот Заев нема апсолутна моќ, ниту можност да самостојно, автономно одлучува. По тој клуч, штом се договарани, тогаш и дали тогаш тоа значи дека е тоа нормално да не може тој да ги смени сите по своето лично видување без консултации, како што консултации биле, односно тој договор кога доаѓале. И ако е така, тогаш од најавите на Заев дека ќе биде спроведена таа реконструкција и чистка, треба да се додаде дека во 100% случај нема тој да одлучува, туку еве како што дошле со договор, сега со договор ќе треба и да се направи тоа промена. Дали е тоа така и што мислите? Добар ден, повелете. Добар ден за следниот гледач. Дали имаме гледач? Интересна тема, а еве слободни телефони и сите оние кои не можат да добијат, и јас навистина разбирам, но еве се погодува, еве повелете, да, ете, погодивте слободен термин и добивте веднаш. Добар ден, повелете. Ало? Повелете, добар ден. Добар ден. Јас сум на линија? Да, во програма сте, повелете. Добро да ве поздравам најпрво сите во студиото и сите гледачи на 24 телевизија. Моето размислување е дека и во минатото и сега партијата на Али Ахмети која коалицираше со ВМРО-ДПМН и сега со СДС, министрите одговараат пред неговата партија, односно пред лидерот Али Ахмети. Денеска го слушам и министерот за економија за тоа дали јас ќе бидам разрешен или реконструиран во друго министерство, ќе одлучи мојот партиски лидер. Што значи дека оваа партија не значи, сакам да кажам, премиерот Зоран Заев треба сам да одлучи за целата коалиција, сите партии што се внатре, треба он да ги раководи министри, а не Али Ахмети да се прави премиер на неговите министри. Но според ова не може сам. Он да одлучува за ДУИ, а премиерот да одлучува за министрите од СРСМ и останатите министри од другите помали коалициони партнери. Да.
Да, не е логично тоа. Мислам дека оваа влада треба да покаже спротивно од претходната влада дека работи за народот и дека ќе покаже резултати. Но вака како што тргнале, мислам дека ништо нема од резултати, бидејќи секој си одговара пред својот шериф и на крајот на краишта ќе направат некоја мала реконструкција, да види народот еве дека нешто се превзема, дека се сменуваат некои луѓе, колку некоја козметичка шминка да се направи. Ова не е најавената чист. Ви благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден, господине. Добар ден, повелете. Извините. Некоја слично прашање имаше пред изборите, ако се чавате. Аха, кажете, да. Така ли во врска со метлата на Заев? Добро. И тогаш ја успеа да добијам добив. Аха. И ви го кажав следното. Дека ниту метла ќе има, нити кај мислите на Заев, од СДС, од Колес, нити па уште помалку кај Али Ахмети. Причината ви кажав дека ако победат на изборите во вториот круг, нема шанса. Ако не победат, преди тоа што не победили, тоа ќе мора сите да си одат. Сега. Вие викате таму дали може министрите од Ахмети да ги реконструира Заев. Тој не може Чеден Чувар да реконструира да смени, не е министер на Ахмети. Ахмети е премиер во оваа држава. Дали гледате Пендаровски победи, Сенка Жила Дуј. Така. Заев не може да мрдне без Ахмети. Тој нити негов министер може да смени. Ош помалку да казне некој да од пратениците нешто да направи, да опомер да казне. Тоа што пред да се усвои спогодбата од Преспа, тој му има обечено дрвени камења само таа спогодба да успее. И кај може он сега да чепне кого? Ќе испаднат на видели на 390 глупости. Ако не денес, утре. Спрема тоа нема шанса тој да прави нешто, туку најдобро е да си распише предвремени избори, зашто ќе му стави метла и на Ахмети, ако покаже малку барем национално чувство, и на наредните парламентарни избори да се одржат за 2-3 месеци, да видиме кој сме. Ви благодарам пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Ало. Повелете. Добар ден во програма сте. Добар ден. Се јавувам во врска со Метлава и со Заев. Така. Што сака Луѓево да направи Заев во толку кратко време, во 1,5-2 години? Заев си е брка како што треба работата. Тој ќе си е среди работата. Нема што да му кажува. ВМРО ги натрупа учени, неучени, ги ватија сите места, се напикаја сегде, ги заними никој ништо не зборуваше. Сега, овај се запослил, 10 години немаја, луѓето не можеја ни да се запосла, ни кришка се бараше, од ВМРО да си, и треба и овие да се запосла што биле. Јас не знам зашто олку се буна луѓево. А Заев е толку паметен, си е брка работата и се ќе направи. Не треба да се буна многу луѓето. Заев е паметен човек, си е брка работата и ќе ја избрка до крај. А предвремени избори, нака не чека, нема ни да има. Ќе владае уште многу години. Да му биде јасно, оти тој допрва ќе се ги средува работите и ќе убеди народо дека работите се ги среде како што треба. А на испусте држава не може наеднаш да се среда работите. Без пари, без се испустија, се ограбија. И однесоја парите од странство и сега Заев е крив, Заевова. Заев сета работа е брка. Ама ова е народот и на етчија, само да се зборува, да се напаѓа Заев. Треба да биде стречни што е Заев сега. Заев, и друг пат сум кажала, друг Тито е. Заев си е брка работата како што треба. Ќе избрка до крај и нека не очекува ВМРО-вците дека ќе одиме на предвремени избори. Нема шанса. Да дојда пак груевистите, да е пуста државата, нема да дозволиме. Аха, пријатно. Имајте убав ден, довидување, благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Да Луѓево, колку им е јасно, не знам, а зошто не им е јасно, пак не знам.
кога ние од СДС, кога добивне 49 пратеника, ВМРО доби 51. И мораше тогаш метла да не се спомнува и во случај ако дојди метла да има, никако да не смее да мети во партијата на Дуи. Еве, а сега, ајде ка мети, не мети тамо. Ај непотизмот кај Дуи, метлата не мети. Нема ни дршка, ни метла во долу, нема ништо. И тоа треба да им биде јасно на сиве. А иначе, ВМРО ако требаше да прави коалиција, Дуи го услови со вакви метли што треба да мети, да не мети, и не можеше да направи. И сега, она што е обечано, сега имаме двоен парламент. Убо кажуваат тие, вика, ќе си одговараме ние пред Али Ахмети, нормално е тоа, а не за луѓето што зборуваат како да не гледаат, како да гледаат што се случуват, него, ај само да се нашалиме, јас одма направи фирма, да тргувам со метли, внесов метли, абе како ова се продадо, ниједна нема више. Пријатно и убав ден да имате. Имајте убав ден, но добро тоа, со парламентот е друга работа, не гледам дека може да се зборува за двоен парламент. Тука може би целава ситуација по однос на ресорот, односно досегот, дометот на метлата, може би и сиот проблем е во тоа што не е дефиниран нејзиниот досег. И може би е во ред изјавите, да речемете, и на министерот за економија Бектеши, кој вели дека за кадрите на Дуи одлучува партијата, која има своји органи, председателство и лидер Али Ахмети. Може би е во ред во смисла во која еден од претходните гледачи спомна дека тие со договор дошле. И ако е така, тогаш однапред се знае дека кој во кој ревир има надлежности. Ако е така, тогаш ние не сме, или тие кои не се информирани, мислат поинаку, дека треба да оди во туѓ двор, а договорено е да не оди таму. Но ако е така, тогаш тој што треба да ја направи таа реконструкција или да помине со метлата, треба да ни каже до каде може самостојно, каде може со договор, а каде не може, ако не може. И тогаш е во ред, се поставува прашањето, значи дали всушност зборуваме за обструкција, а дека метлата треба да влезе тамо, или легитимно право да си одлучува лидерот на партијата за своите кадри кои се донесени договорно. Ете, тука е сега дилемата. Добар ден за следниот гледач, повелете. Значи, с краја било да му текне со метлата да припне малку дворот нивни. Знае за кого зборам. За Ранкомниот. Така, тој е недопирлив, како беше на Елиот Нес тамо, како беше. Да, ови, untouchable, недопирливи, недопирливи. Така. Значи, ако проба нешто со метлата таму да ршне, ја ти дам гаранција дека од глава ќе му се скрши држалката од метлата. Нема зајабанција таму, не смее да пипне. Таму може само Филип Рикер. Значи, так, а со договор да речеме? Ако еве договор, Филип Рикер, ништо договор. Филип Рикер, значи за едино ако се прекрати како ти викате да пипне, ама еве не да пипне без прашање, да седне да се договара. Не може да седне, ако му дозволат ќе седне. Крснозе мора да седне пуста. Не другаше, значи крај. Он таму не смее да пипа. Ниједен премиер до сега не смел таму, тоа е забрането, ово шие за нашиве премиери. Таму Филип Рикер или слични на Филип Рикер оперираат и даваат инструкции како да се владе. И тачка во врска со тие министри, а во врска со овие нашиве овде код оваа страна, ја ги бројам овој табор, што сака може да им прави. А еден ги правда нашиве министри дека не биле кабајат. Што е он, нели е надзорен орган врз тие таму управни одбори у фирми, у ова, што е тој министер? За лепи очи, ја бев едно време у тие управни одбори горе у железница, да ти кажаме две гледав да избегам. Таму е све кодош до кодош, значи секој гледа на некого да му напакости.
И да ти кажам наискрено, секогаш правеа податоци, иако хаос е у железница, и ден денешен се игра истата игра, податоци се дават како да теше мед и млеко у железница. Ајде, поздрав, пријатно. Поздрав и до вас, имајте убав ден, добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Ало? Добар ден, во програма сте, повелете. Ајде да почнеме со шемата. Метлата на Заев, кога ќе одлучи да чисти. Па господине, метлата на Заев прво, треба Заев прво да се изчисти, што му дозволи на Дуи да му ситка кичмата, длабоко да му се поклони, таму не сме да дирне ништо, а он треба да чисти во својот ресор. Значи, ако треба во својот ресор да почне од економија, од не знам какви други ресори. Економија не е негов ресор. Што треба да Министерот смени? Крекшник Бектеши е во ресор Финансиите економија. треба да ги смени. А пак за Дуи не сме да пипне таму. Таму, тоа е оно обеќало што у Швајцарија, кога бил, обеќал дека ќе смени јазик, ќе да смени албански јазикот ќе биде на цела Македонија, обеќал ово, обеќал оно, Далеку пари сежно добро од гледање на Швајцарија за вистина, изборите. И сега сакате Дуи да седи мирен ако нешто смени од таму. Не, Заев сам да се стави метла, па сам да се изчисти. Друго ништо. Благодарам што ми се слушавте. Благодарам за јавувањето, имајте убав ден. Добар ден, повелете за следниот гледач. Добар ден. Повелете во програма сте. Вака, метлата на Заев ќе одлучи за министрите на Ахмети. Колку ќе одлучи, во колкава мерка јас мислам не треба сам да одлучува Заев, Да. затоа што Заев е премиер на коалиција. Во таа коалиција не е само Ахмет. Јас извинувам, не ве слушам вас. Да, во ред ви слушаме. Веројатно касни гласот. Да. Заев мора да одлучува во владата да се одлучува. Не може сам еден човек да одлучува за министрите кои ќе се сменат, кои не. Впрочем, и ние граѓаните одлучуваме, да кажуваме овој министер чини, овој не чини, или овој добро работи, овој не работи. Затоа тоа треба да се разговара заедно со сите коалициони партнери, затоа што таму има министри и од другите партии, не само од ДУИ и СДС. И вистина овој збор метлата излезе од Заев, мислам, од таму митингот кај што беше, која датума подари. Па на митингот беше токму тоа. Да, меѓутоа не е вкусно, општо, за демократијата не е вкусно. Се согласувам. Не обвинувам вас како медиум. Не, јас затоа инсистирав на наводници, гледате. Така. Мислам дека повеќе не треба да го употребувам, ниту ние граѓаници, ниту политичари. Изборувам, реконструкција, прочистување. А треба да има некои промени во владата, сега дали министри или заменици или некои директори, треба да се сменат, за да тргне напред работата. Очигледно дека негде има кочница и некој кочи. Очигледно. Не може 2 години веќе помина да не се видат никакви успеси. Не е можно. Значи некој кочи. А за тоа најдобро владата треба да си размисли, да се одлучи. Благодарам ви, пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Во програма. Со мојот став ќе се потрудам нити да поддржам, нити да критикувам, меѓутоа да бидам реален. Ајде да анализираме. И се надевам дека и вие треба да бидете реални, да го држите фокусот не само за оваа влада, него за сите наредни влади доколку сакаме да одиме напред или од државата да направиме едно уредено и достоинствено општество. Кои беа ветувањата на оваа влада за време на кампањата и пред да дојдат на власт? Значи, владење на правото во основа беше нивното ветување и сите тие моменти, извршителите, нели, сега. Што направија за овие 2,5 години во однос на владењето на правото, реформите во правото и извршителите кои што 10-12 години за времето на Груевски го изрекетира овај народ. Значи, фокусот треба да биде на она што ветува, па и вие како новинари да ги држите за збор и да ги повикувате да дават одговор пред јавноста, пред граѓаните пред кои гласале. Еве, јас се јавувам од Гостивар, сите мачиме со Весна Јакимовска, извршител од Гостивар, кој што е изричито криминален извршител, насилен извршител, поднесени се преку 60 кривични пријави против овој извршител, што
превзеде Министерството за правда против оваа извршителка за 2,5 години. Значи информирано е и Министерството за правда, и јавното обвинителство, и подрачните единици на јавното обвинителство, судот. Значи не е превземено ништо, не само за оваја и многу други, меѓутоа пошто се јавувам од гостива, на сите ни е познато, значи насилен е, влегува, на криминален начин извршува, од врадви кради ланча, ако имате, наруквица од рака, часовник од рака, инволвирана е во многу други незаконитости. Што направи за неверојатни приказни, навистина, спомнавте информирани с институции, еве и вие вака информирате на некој начин преку допрен глас. Околу тоа ете што е направено, спомнавте ветување, владење на право и така. Можеме исто и да развиеме во таа насока што е направено, но и колку има обиди да се направи. Од јајде, да речеме, 2,5 години, толку па кратко било времето. А има ли обиди од и тоа нешто што се прави не може преку ноќ да се направи, јасно е, не може денес го нема, утре одеднаш го има 100%, но во тој период има ли некои обиди дека нешто се прави, има како куќа, темел или било кој објект, нели, дека оди во некоја насока или е тотално непроменето, што значи дека сигурно дека преку ноќ нема да кажеме, еве сега е направено, ако не почнало ни да се прави. Така да ете и во тој контекст има ли промени некои кои навестуваат дека се движиме во вистински правец, во правец на ветувањата, да речеме. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Во програма сте, повелете. Слушам и овака и онака луѓе дискутират. Ја би имала да кажам дека им се восхитувам на оптимисти, а ја не сум оптимист, затоа што во држава апсолутно никој нема авторитет. Ако може еден министер да каже дека него треба да го смени лидер на партија, значи дека он опште не чувствува дека нема премиер му е шеф. И то страшно ме загрижува. Дека авторитет е во држава на луѓе кои треба да го имат скроз срозан и не знам дали... А тоа што зборувавме дека се тие со договор дојдени по клуч и дека аналогно на тоа не може ниту еден во случајот премиерот за тие другите да одлучува? Па онда работите не се поставени добро ако јас сум шеф на некого и не можем да го отпуштим од работа затоа што е многу силен тој што него ургирал да го вработим. Значи дека имаме голем проблем. За мене е тоа голем проблем. Ако немам авторитет јас, која сум главна тамо, тоа е голем проблем за сите нас. Господ нека ни е на помош, ама многу оптимизам јас лично немам, а на луѓе кои го имат, ја им се восхитувам. Пријатно. Имајте убав ден, довидување, благодарност за јавувањето до сите почитувани. Ви посакуваме и не само убав ден, туку и пријатен викенд. Веруваме веќе дека ќе се реализира и инаугурацијата на новоизбраниот председател Стево Пендаровски, има предавањето на должноста во недела на 12 мај, па ако ништо друго, проследете го и тоа како настан. Уште еднаш благодарност за вниманието, довидување.